Биде нов влогич, луѓе. И ова нема да биде видео она типично да читаме ние хороскоп или типот ќе ти се јави бившиот или третата личност од WhatsApp. Првата буква од нејзиното име е личноста која е заљубена во вас. Не, ова ќе биде видео за како љубовта е представена во астрологијата, како ние зашто постојано се лепиме за еден тип особа, зашто постојано ни се дешаваат истите работи во различни односи. И сакам да ви кажам дека астрологијата не е магија, него астрологијата е вид на алатка што ни овозможува да се разбереме себе си, зашто постојано се случува тоа и да си помогнеме себе си. Не се врзуваме ние самите на одреден тип на луѓе затоа што тоа е судбина или зашто сме ние луди, него зашто едноставно месечината и Венера имаат потреба, некаква си конкретна потреба, за да тоа постојано се случува кај нас. Месечината е таа што ги представува нашите чувства, доколку Венера е таа што представува како ние ги искажуваме нашите чувства. И сега пред да почнем да ви давам примери, например, каде месечината се осеќа најубаво, каде месечината е најслаба, некако мора прво да ви објаснам што означуваат куќите во астрологијата. Значи, сите ние имаме натална една карта која е составена од 12 полиња или така наречени 12 куќи, која секоја од тие куќи си има свој владар и своја планета што владее со тоа поле. И сега, например, месечината е таа што е поврзана со нашите чувства, што кажува каде сме ние најранливи, каде сме ние најосетливи, каде можеме најлесно да се врземе за некого, например, кај што допира највише. Например, еве месечина, тој што има во 4-та куќа, секогаш трага по некоја личност која е така фамилиарно настроена, бара некаква сигурност, бара дом. И многу е, например, тешко да се одвои од некој однос само ради тоа што ќе ја изгуби таа некаква сигурност која има створено во тој однос. Например, тие што имаат месечина во 7-та куќа, тие луѓе се, значи, створени да влегуваат од врска у врска. Значи, тие бараат било каква, значи, поддршка од нивниот партнер. Само да имаат некого во животот на љубовно поле и они ќе бидат окей со чувствата и мора да бидат тука, значи, по секоја цена. Например, месечина во 8-та куќа што имаат луѓето, тие постојано влегуваат во некои интензивни врски, во некои токсични врски, бидејќи само тоа нив ги одржува во животот. Тие не знаат, например, да најдат некои мирни партнери, да им биде све онака супер, него постојано се врзуваат за некои партнери што им ги будат онака стравовите, што мора се да е интензивно, да има некаква трансформација, љубомора и такви некој, значи, токсичен однос. Исто кога месечината е во 12-та куќа, значи, тие луѓе се врзуваат за емоционално недостапни луѓе. Нивниот однос е секогаш таинствен, нешто интензивен, со надеж дека личноста ќе се промени. Секогаш, значи, во главата си ствараат некаква друга слика за партнерот, иако може, например, не е таква. Затоа и се тие токсични некои односи. Ајде еве сега да не биде, например, месечина само во куќите, него еве, например, да речеме месечина во рак. Луѓето што имаат месечина во рак постојано се однесуваат како да се мајки на партнерот, како да сакаат некој да му помогнат и постојано трагаат по такви, значи, партнери. И они наоѓаат такви партнери. Например, месечина во лав, тие што имаат, они чувствата сакаат да ги доживуваат преку некој нив да ги стави, например, во центарот на внимание. Например, луѓето со месечина во долја постојано, значи, трагаат по емоционално недостапни партнери. И за нив тоа е познато. И за нив тоа е као добар ден. Месечина во Шкорпија, например. Месечината во Шкорпија постојано, значи, бараат партнери што се интензивно љубоморни. Кај нив мора да има некаква си драма, све да се сподешава и на нив тоа им е окей. И еве месечината, например, ги покажува чувствата, доколку Венера покажува какви сме ние во љубовта, како ние пристапуваме кон некоја особа. Например, преку Венера ние можеме да дознаеме каде би можеле да го најдеме нашиот партнер, каде би можеле да го запознаеме. Како што ви кажав, секоја куќа, значи, си има одреден владар и одреден знак. И, например, еве, Венера во 2-та куќа
кога ви се паѓа, значи вие можете да го запознаете негде партнерот или во банка или негде кај што има финанси, на пример во четвртата куќа кога ви е Венера, може да го запознаете преку некој фамилиарен пријател или преку мајка ви. Венера во деветата куќа на некое патување, може да биде од некоја си друга држава партнерот ваш. Венера во 11-та куќа може да го запознаете партнерот преку некаков си пријател. Исто Венера во 7-та куќа може да го запознаете преку ваши пријатели кои се во врска. Они можат уствари да ве запознаат или на некоја свадба да идете или на некоја си веридба. Венера во 5-та куќа исто може да го запознаете негде кај што има деца во околина, или на некој дечи роден ден или градинка негде. Значи еве тип Венера кога е во бик, вие значи ќе направите се буквално за вашиот партнер, ќе му купувате поклони, ќе му готвите убава храна, пошто биковите се така попознати дека се така гламурозни, дека си сакаат убави работи, храна и такви ствари. Доколку Венера во лав, на пример, центарот на вниманието ќе биде вашиот партнер, значи вие ќе направите се, значи он ќе биде значи центар пажња, буквално он ќе биде се во вашиот живот. И се мислев која натална карта да ви отворам и ми текна векам ајде со денешен датум ќе ви отворам и еве сега јас ја гледам прв пат наталнава карта. Тука имаме 11-та куќа месечина во Близнак. Што означува тоа? Како што рековме, месечината ги означува чувствата, тука се во 11-та куќа, значи ние чувствата можеме да ги осетиме преку некаков си пријателски разговор, односот со особата што ќе ја имате, ќе биде така пријателски. Исто така имаме и Венера во 7-та куќа во Водолија, што не кажува дека личноста ќе ја покаже својата љубов преку некаква си креативност. Секогаш на партнерот ќе му биде така интересно, невообичаено, значи нема да биде она стандардното, него ќе биде сосема креативно. Јас сега видов Сонце, Марс, Венера и Меркур во Водолија. Јас ова сега го видов. Значи, пака. Можам да кажам дека овој однос малце може да биде интензивен, пошто сепак тука ќе биде многу битна комуникацијата со партнерот, да не се прикриваат некои работи, плюс дека е Марс во Водолија, малце да не се избрзуваат. Плуто тука има исто улога. Можам да ви свртам да видите како изгледа што се деси со лаптопот, зашо ми се изгаси. Значи ова е наталната карта. Јас буквално вака од што гледам, знам што како е се поставено, така да еве тоа што ви кажав, ова тука ви почнува првата куќа и се иде надоле, втората, третата, четврта, пета, шеста, седма, осма, девета и така се округ. И сите овие куќи, значи, си имаат свој некако владар, еве. Сега пошто вака се позиционирани, во првата куќа е лав, во втората е девица, во третата е вага. Вашиот бивши дечко ќе се јави. И вие немојте да му враќате одма на пораката. Него оставете го малце да чека. Што да не. Јас се надевам дека ова видео за астрологија ви беше интересно и доколку сакате пак да снимам вакви видеа поврзани за астрологија, пишете ми у коментар, а ние се гледаме у следен влогич, а сега ќе ви пуштам видеа што се правеше овие дена, што ме немаше на влогич. И сега сваќам зашто толку многу ми се спиело. Искачам надвор и гледам дожд. Ужас. Is connected successfully. Нема више да спрашувате зашто не се слушам, зашто ќе ме оглувам. О, фенси. Нема ништо друго. Што мислиш ти дека ќе има 100 евра? Да, реално и мисля 1000 евра тука да најдам, ама Да. ништо. Сигурно. Ајде. Разочарали сме се. Да. Еве. Марија нестрпливо стои пред вратата и чека бурек со пица да биде испечен. Нервозно. Сама е нервозна.
Од бурекот ни трага ни глас. Не, ево го. Ево го. Дали сум нервозна? Да. Дали чекав ред на паркоматот? Да. Дали се расипа паркоматот кога ја баш дојдов на ред? Да. По навици, уште шувак санјам кучка што те краду.